традиционално, практично со исклучок на оние години кога беше ковид пандемијата, кога воопшто немаше настан овде во Свети Николе, сум овде во Свети Николе за овој голем ден, голем христијански празник, Тодорова сабота. На сите верници им го честитам празникот. На сите оние кои што ја слават славата, им ја честитам славата, името да им е вечно на тие што го слават именденот. И се разбира на сите верници кои што го врват оној период на постење, им посакувам успешни пости и многу здравје се разбира. Денеска сме овде помеѓу свети николчани да си го честитаме денот и да си посакаме здравје. Така вчера во собранието се донесоа сет мерки, мислите ли дека се доволни за да се надмине оваа криза во која во моментот се наоѓа државата, како енергетската, така сега нели во моментот постигнати? Па не мислам дека сетот мерки се доволни, затоа што е задоцнет. Генерално тие кои што се суштински ВМРО ДПМН уште пред неколку недели ги предлагаше, но поради надменоста на оваа влада и само бендисаноста тие не успеа да се надминат себе си тогаш да ги прифатат, еве малку модифицирани ги доставија до парламентот, ги поддржавме. Иако се задоцнети, иако знаеле пред 4,5 месеци дека ова ќе дојде, вистинското прашање е зошто не се подготвили, зошто навремено не реагирале, туку чека по инерција и задоцнето да се случи ова што денеска се случува. Така што не мислам дека се на време и не мислам дека драматично ќе подобрат состојбата, напротив го фрустрира дополнително народ и никој денеска не верува во капацитетите на оваа влада. Така, но пред еден час на социјалните мрежи излезе видеоклип на премиерот кој се фали дека во изминатите 50 дена направиле многу. Како вие го коментирате овој момент? Тоа се два паралелни света. Едниот, каде што огромно мнозинство македонски граѓани живеат, а тоа е оној свет каде што луѓето едва крај со крај врзуваат од први до први, и оној каде што малкумина послушници на заевизмот, во кој што прв е сега Ковачевски, живеат и кои што нормално печелат на грбот на граѓаните. Едниот свет е оној реалниот, а другиот свет е оној паралелниот, во кој што овие граѓани живеат во заевизмот, а ги предводи во моментот раководителот на тој проект на заевизмот, а тоа е граѓанинот Ковачевски. Така и пред самиот крај во оваа криза со Украина, го заборавивме нашиот проблем со Бугарија, докаде се преговорите, има ли нешто ново на него? Немам информации. Генерално владата е таа која што го приоритизираше овој процес. Немаме никакви информации за ново дополнително отстапување или нови дополнителни предавства кои што се подготвуваат. Така што ние во неколку наврати ги повикувавме на писмени гаранции, ги повикувавме на единство, ги повикувавме на декларација, очигледно дека повеќе сакаат да удоволат на официјална Софија отколку на македонскиот народ и на македонската држава и на македонските граѓани.